Добро утро до сите гледачи кои што во утро се со добро утро секое утро и утрото го започнуваат со програмата на Алфа телевизија. Ве поздравуваме од плоштадот Македонија, од улица Македонија и ќе ви најавиме еден прекрасен проект Караванот кој што се движи, проектот кој што го носи насловот Македонија во срце те носиме. Минатата среда се одржа првиот концерт од Караванот Македонија во срце те носиме во Штип, каде што токму 12 изведувачи отпеа 12 извонредни македонски народни песни. Една од нив е и младата пејачка Марија Спасовска, со која што ќе разговараме ова утро и ќе го најавиме концертот кој што се случува вечерва со почеток во 20 часот пред офицерскиот дом во Битола. Марија, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро на вас и на сите гледачи на Алфа телевизија. Марија, една недела подоцна по одржувањето на првиот концерт од низата концерти кои што се дел од проектот Македонија во срцете носиме, спласна ли емоциите? Па да, спасна емоциите, меѓутоа вечер ќе почна други емоции со оглед на тоа што вечер сме во Битола. Навистина беше прекрасно во Штип, се собра околу 5000 луѓе, не проследија сите нас 12 изведувачи и навистина сум презадоволна како излезе целиот настап, имаше навистина прекрасна енергија и се надевам дека ќе ја повториме истата и вечерва во Битола. Дефинитивно ќе биде така, верувам дека ќе има и поголем број на публика од она што имаше во Штип. Марија, како дојде ти да бидеш дел од проектот Македонија во срцете носиме? На покана од Скандеровски продукција јас станав дел од овој проект и навистина ми е драго што тоа се случи и што дадоа прилика на исто така младите изведувачи покрај веќе докажаните уметници кои што се дел од овој проект, како што се Наум Петрески, Миле Кузмановски, Сузана Спасовска, Зоица Лазова и да не ги набројувам сите, веќе мислам дека на публиката им е познато кој се учествува. Дадоа прилика и на нас младите изведувачи да бидеме дел од овој проект и да ги препееме нашите најубави на традиционални песни. Јас ја пеам Мој Вардаре македонски и мислам дека песната соодветно ме најде и дека ја доведов со своја емоција и мислам дека и публиката тоа го почувствува. Мој Вардаре македонски е една од најубавите македонски изворни народни песни. Дали ти ја одбра можеби или пак продукцијата ви одреди која песна ќе ја пеете? Па мене ми ја понуди овој Вардаре македонски и воопшто не се двоумев за истиот предлог, затоа што пред се ми е премила песната и цел живот сум ја пеела и сум ја слушала и со целото срце сум ја сакала, така што ме погодија директно онака во срце и вистинската песна ми ја доделија дефинитивно. Марија, навистина си ти еден млад уметник кој што се уште нели е во училишните клупи, во 4-та година си во средно образование. Размислуваше ли некогаш дека можеби ти ќе бидеш дел од еден ваков проект и дека ќе почнеш да пееш и да изведуваш, да преработуваш македонски народни песни? Па да, секогаш сум имала визија да бидам дел од вакви прекрасни проекти. Мислам, нормално дека секој уметник сака да биде дел од некои големи проекти кои што ги следат голем број на публика, а секако покрај вакви уметници како што се веќе тие што ги набројав и познатите на целата Македонија, така што дефинитивно дека сум пресрекна што сум дел од ваков проект, а посебно што ги препевуваме нашите традиционални песни, со оглед на тоа што веќе подолго време сакав и јас да обработам некоја песна, меѓутоа почекав малку да созреам, да бидам позрела лично за да можам да доловам нели таква емоција. Нели треба да бидеме малку позрели за да успееме да почувствуваме некое патриотско чувство. Мислам дека сега на овие години веќе сум доволно зрела да успеам да пренесам таква емоција. Навистина извонредна е преработката на Мој Вардаре македонски, секако кога е во твоја изведба, но ве размислуваш ли можеби наскоро некоја друга песна која што би сакала да ја преработиш од македонските народни песни? Па да, зошто да не, сигурно би имала некоја таква идеја понатака, меѓутоа сега сум нели фокусирана на овој проект. Не знам како би се одвивале понатака, дали можеби сите заедно би преработиле некои нови песни, немам такви информации се уште, меѓутоа и да заврши проектот и да продолжи, секако дека би направила нешто такво, дали со или без проектот, сигурна сум во тоа. Што представува, Марија, за тебе да бидеш дел од еден проект кој што еве ги оживува, ги заживува, ги преработува македонските народни песни, но и покрај тоа да се работи, да бидеш во тимот со легендарните македонски музичари?
Да. Веќе напоменав дека ми е навистина предраго. Треба да си го сакаме нашето богатство, а народните песни, традиционалните песни се дел од тоа и нас уметниците ни е останато тоа да ја пренесуваме тоа патриотско чувство преку песните. И драго ми е што мене ме одбра да бидам дел од таа прекрасна екипа кои што ми споделуваат постојано некои си искуства, со оглед на тоа што тие веќе го прошле мојот пат кој што тек сега започнувам да го чекорам и благодарна сум на сите нив што прекрасно ме прифатија во таа цела екипа. Успевам да се вклопувам нели барем по нешто некако и прекрасно ми е дружбата и се надам дека така ќе остане до крајот на караванот, а секако и после завршувањето на истиот, затоа што веќе навистина сите ми се драги и ги чувствувам многу блиски. Така што навистина сум благодарна за приликава што сум ја добила. Да, имаш од кого да научиш и тоа како многу, кога си во друштво, нели, навистина со докажани македонски уметници. Што ќе може да слушнат, да се види, да го најавиме и концертот, она што ќе се случува вечерва во Битола со почеток во 20 часот пред офицерскиот дом во Битола? Да, вечерва ќе не видат сите нас 12 изведувачи повторно како во Штип, да ги испееме сите песни заедно. Концертот започнува во 20 часот и 30. Ќе не видат сите нас 12 изведувачи, ќе се подружиме околу час и пол, 2 часа, зависи од атмосферата, секако и на сите им посакувам да дојдат, да не гледаат и да уживаат секако. Марија, јас навистина ми посакувам да си поминете преубаво вечерва во Битола. Верувам дека и публиката идва и ве очекува да започне концертот. И секако ве очекуваме во Скопје наскоро, за да можеме и ние да го проследиме и да бидеме дел од овој концертен караван насловен или Македонија во срцете носиме. Да, и јас едва го чекам концертот во Скопје со оглед на тоа што сум од тука и нели дома си е дома и во Скопје се осеќам нели најбо, меѓутоа и во целата Македонија секако, но тука ќе дојдат повеќе мои блиски луѓе да ме гледаат и многу се радувам на тоа. Секогаш ми е драго кога ме гледаат познати луѓе, меѓутоа и целата публика, така што на 11 октомври ги поканувам сите гледачи да дојдат да не гледаат и да уживаат како и денеска во Битола. Апсолутно така, ќе ги поканиме цела Битола, битолчани, сите од околината, сите вие кои што имате можност вечерва да бидете во Битола. Ќе напоменеме уште еднаш дека концертот Македонија во срцете носиме почнува во 20 часот пред офицерскиот дом во Битола. Во продолжение, почитувани гледачи, ќе имате можност да ја слушнете и да ја видите преработката на Ој вардаре македонски, секако од прекрасната млада артистка Марија Стојановска.